Меѓутоа не искористуваат ова акција ниту гостите. Бинго во контранапад французинот единствениот интернационалец за Тиквеш оваа сезона. Меѓутоа Тиквеш го предводеше Никола Матлиевски во... Инаку, знаете, тука најмногу пенали има изведено капитенот Страхиња Симич. Стојковиќ сега доби една убава Марковски, кој што него започна овој надпревар како стартер. Ево го Симич, тоа е ракометарот српскиот интернационалец Јанко Гемалјевиќ, за сега без одбрани, и тој Галевски кој што е на голот на Алкалоид како стартер. Марко Митев една симултанка, една убава игра. Знаеше да настапи на таа десна крилна позиција. Савревски е таму сега десниот бек, инаку според ростерот. Серафимов, убав скок шут, беше повреден. Па уште еднаш Симич, нигериецот Обина, убав скок шут. Добар левочар, прво ново изненачување. Обина е сега на централната бековска позиција. Одлично додавање за Анастасовски. Ево го Кристијан Анастасовски, погодува прв пат. Добра реализација, убава асистенција, изедначена е. Почеток поточно тече 10-та минута од првото полувреме. Дерби од второто коло во суперлигачкото разигрување. Алкалоид Тиквеш, кој што удвои со Младеновиќ, и еве го Страхиња Симич со помош на некој од 7 метри оваа сезона за нашиот репрезентативец. 14-22 е ова за Тиквеш. Тоа е Славчо Шулески. Го нема Симич, убаво Шулески, и да видиме погодува, односно тимот на Кирил Лазаров, Алкалоид. Шулески, Стефановиќ на пикерската позиција, па сега убаво уште една Шулески се пробива, нови 7 метри. Добар Шулески, добар, влезе со добра енергија, со Тиквеш, а сега Благовече Трајковски е на голот на Алкалоид. Не успеа и тој да му одбрани удар на Манасков од линијата, што игра во одбрана. Стефановиќ е пикер, Обина останува на десната бековска позиција. Темелковски е единствениот десно крило на Кавадарчи и денеска. Еве нова шанса за зголемување на водството. Ја користи за 14 на минути, не успеа да одбрани ниту еден удар на гостите. Шулески организира играта на гостите. Па сега Обина, повторно 9 метри. Не задржлив нигериецот за сега. Нема решение дефанзивниот дел на играта на Алкалоид за Обина, и по овие 10-6 за противникот Кирил Лазаров бара тајм-аут во 17-та минута од надпреварот. Трема! Со кој, како и зашто трема? Што трема? Ви сте нави агресивна одбрана. 6 дена со... Зона место Михајло на лев бек, одиш таму на... Го стану, као Семка се менуваш. Семка се менуваш, Марко Митефелде на крајен. Колки оди у напад, чуле и ово и Тинов да измени прво. Ајмо! Ајде одбрана! Останува на голот Гемалјевиќ. Темелковски. Уште нема ништо конкретно од Барса. Манасков ништо, лош влез по тајм-аутот на ракометарите на Раде Стојановиќ, затоа казнува Џонов од 10-6. Меѓутоа две одбрани на Благојче Трајковски, многу поквалитетна, подцврста гранит на одбраната на Алкалоид, и веројатно тоа дава резултат. Но Обина го враќа во игра, поточно во ново водство од 4 Тиквеш. Реков, тешко играат против него за сега избраниците на Кирил Лазаров. Марко Митев, убав пробив. Убаво соло решение на Мајич од линијата за 7 метри. За прв пат има шанса да погоди токму во дербито против Алкалоид. Да, погодува Мајич. Годишниот Мирко Мајич. Реков дека од Путел дојде. Играше во Струмица, Макс во Борац. Серафимов. И да видиме, чекори покажуваат судиите. Џонов ја прифати оваа топка. Серафимов во прв бран. Џонов сам од
Гол на гол, убав погодок на нашиот репрезентативец. 4, сега е 2 предноста на Тиквеш против Алкалоид од 8-12, сега е 10-8 за нив. Серафимов сега презема се во свој раце, его пет. Серафимов не погоди, Марко Митев подлично одбрани Гебалјевич, а сега еве и трети изведувач од 7 метри, тоа е Иван Џонов. Погодува Џонов. 29-та минута. Манасков и каква интервенција сега на Благојче Трајковски. Еве што значи голман во Ракомет. Трета интервенција на Благојче Трајковски контра Серафимов 7 метри. Бранел од недозволената зона таму Мартин Манасков и да видиме 2 минути има исклучување за Мартин. Еве го првото исклучување, интересно за Тиквеш во 29-та минута од првото полувреме има Омер Агич претходно кај Алкалоид. Еве уште еднаш ова изворена интервенција на Трајковски, ако отиде на спротивната страна, со нога го успеа изворено да се исконтролира и да одбрани многу ефектно ситуацијата. Претходно за 7 метри, да. Манаско бранеше од линијата за 6 метри. Еве сега шанса за Џонов за комплетен пресврт во Совладу до 13-12. Сега е она серија од 5-0 практично од тој период. Ево Костадин Петров, му посакуваме среќно враќање на Петров, важи овој погодок 14-12 е прв погодок за Пикер. Обина шутира Трајковски, ева неговата четврта интервенција, никако да постигне гол. Гостинот Раде Стојановиќ го загуби ритмот некако на својата екипа. Ево сега Џонов, убава асистенција до Стојковиќ. Се уште трае она иницијатива, оној одличен период на Кавадарци, на гостинот Кавадарци. Ево го Страхиња Симич постигнува гол. Џонов, Серафимов, Митев, еве надворешната репрезентативна линија на Алкалоид. Ке подсетам само, ако сега се вклучувате дека го нема Ѓоргиев, кој што е повреден на тренинг, задоби една повреда која што нова грешка во организацијата на нападот и сега имаат плюс 3 прв пат и со оваа атрактивна акција плюс 4 ракометарите на пикерската позиција. Манасков останува во игра, асистенција, тежок агол, чита таму искусниот Трајковски, не успеа да погоди. Финта, па Обина продолжува акцијата кон Темелковски, Трајковски брани. Прв обид од крилна позиција преку Темелковски за Кавадарчани, неуспешен и казнува. Има гена шут од крило, не се криви судиите. Плюс тоа не трчаме назад. Зошто не трчаме назад? Три напади имаме да се вратиме у игра. Оби, not shoot from not position. Why you shoot? Stop, I say for you. Stop, foul. Направи Барса, ама од лева страна. Може, Мирко, мени се судиме. Значи ти ќе го нападнеш. 4, you know, Барса леп. Ајде. 3-4, Тиквеш. Овој надпревар и сега Мартин Манасков уште еднаш се враќа на линијата од 7 метри. Максимално изведуваат седмерци до сега гостите, така останува 4 против Манасков, да видиме дали ќе биде затворена оваа серија на гостите од линијата за 7 метри. Не. Тим од 8-12. Тешка позиција, меѓутоа убаво погодува во малата мрежичка Мартин Манасков. Ево неговиот прв гол од игра, пети вкупно, меѓутоа брз центар Велковски за Савревски. 4-1 серија на Кавадарчани за 6 минути. Не е се уште тоа доволно. Џонов убаво минува, прекрасно. Убав чекор, лесни. Симич. Обина нема доволно залет, влегува и успева конечно да погоди Серафимов. Еден лош период и за едните и за другите. Нема плюс 3 за Тиквеш, нема гол на Кавадарчани. Еве го сега преку и пехона операција на вкрстените лигаменти на коленото. Серафимов. Џонов. Убаво сега Митев. Сам убав лоп, прекрасен погодок. С големи на плюс 3. Митев води брз центар, убав прв бран. Нов лоп, сега Алкалоид. Џонов продолжува. Меѓутоа промашија поеднаш. Убаво сега
Симич, одлично. Стефанов. Остануваат Серафимов, Джонов и Митев. Ке подсетам дека Ѓорѓиев е повреден и го нема денеска во разигрувачката линија на Алкалуид. Серафимов, прекрасен капитенот Бинго. Широко на иста ваква предност за противникот. Марасков не постигна гол, а Алкалуид даде 6 и отиде со 2+ на полувреме. Олбина има празен простор, чиста позиција. Симич на Младеновиќ е сега на местото на Джонов. Хендикип во секој случај за Лазаров. Убаво Серафимов, Митев погодува. Добро. Голманскиот двобој. Трајковски Гемалјевиќ и сега погодува во вистински момент. Кратко, 7 секунди, може би нешто помалку. Ќе бидат комплетни екипите, ќе се вратат Мајич и Джонов, а Митев во се решава прашањето за победникот. Завршни 4,5 минути. Какво додавање сега на Олбина таму за Стефановиќ. Ово момче знаело да направи пресврти и да одбрани особено пенали во клучни ситуации. И еве го. Успева сепак да задржи оваа топка. На 3 од 7 остануваат. Мислам дека така покажа Петров. Серафимов мора да оди и од 9 метри. Каков значаен погодок на Серафимов. Марасков од тешка позиција и брани Трајковски. 11 одбрана на Трајковски, тешка позиција за Марасков, се виде тоа. Во скок искусниот Трајковски одлично прочити. И сега, што друго ако не пресинг и тајм-аут за Лазаров. Тајм-аут за ова дерби, така е. 26-25 на крајот, тоа е резултатот со кој што Алкалуид го добива првото дерби против Тиквеш во втората рунда од Суперлигачкиот плейоф. Еден добар, квалитетен надпревар, има свој периоди едните и другите, и добри и